Беше тоа на 4. јули 1913 година кога започнува Калиманската битка помеѓу бугарската војска од една и српско-црногорската од друга страна, во која македонците се смета дека биле колатерална штета. Некои од бугарска страна, други од српска, се вели дека се бореле и брат против брат. Беше тоа на 4. јули 1996 кога Република Македонија и Канада воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво. На 4. јули 2004 година од приврзаниците на Љупчо Ѓоргиевски по неуспешниот обид за преземање на раководството во ВМРО ДПМН е формирана ВМРО Народна партија. За прв ВД председател на партијата е избрана Весна Јаневска. На 4. јули 1895 година во сиромашно рибарско семејство во Охрид е роден Петар Шанданов. Основно образование завршува во Охрид, а потоа учи во Битолската гимназија, каде во 1912 се вклучува во ВМРО. Кон крајот на пролетта станува секретар во четата на војводата Ѓорги Чуранов, во чиј дом во 1903 бил одржан Смилевскиот конгрес. Есента 1912 Шанданов со четата на Чуранов учествува во Првата Балканска војна. По ослободувањето бега преку Албанија во Бугарија, каде од 1914 до 1916 учи во военото училиште во Софија. По завршувањето на школувањето, учествува во Првата светска војна како офицерски кандидат во 5-тиот полк на 11-та дивизија. Во август 1940 Петар Шанданов и Павел Шатев испраќаат меморандум до Советскиот сојуз за покровителство во решавањето на македонското прашање, а во почетокот на 1941 разговара со американскиот пратеник Доналд Даунс за положбата во Македонија. Во 1944 година Петар Шанданов во Софија потпишува апел кон македонците во Бугарија и влегува во временото македонско представништво во Македонскиот научен институт. Во Македонија влегува кон крајот на 1944 со бригадата Гоце Делчев, а потоа во Прилеп потпишува декларација кон македонскиот народ. По ослободувањето на Скопје се префрла таму. Шанданов бил делегат на второто заседание на АСНОМ и избран член на президиумот на Народното собрание на Македонија. По конфликтот со Колишевски се враќа во Бугарија. Петар Шанданов умира на 15. октомври 1971 година во Софија. На 4. јули 1944 година загинал Благој Јанков Мучето, народен херој на Македонија, учесник во народно-ослободителната борба. По провала и полициска акција, бугарскиот окупатор го открива неговото скривалиште во домот на Спиро Захов во Струмица. Настанала неравноправна борба низ градските улици во која Благој Јанков Мучето херојски загинува. За народен херој на Југославија од Македонија е прогласен на 11. октомври 1951 година. Четврти јули е денот кога во 1776 година Конгресот на Соединетите Американски држави ја донел Декларацијата за независност. 4. јули се одбележува како Ден на независноста на Соединетите Американски држави.